Модуларната болница во носите на СЈО, поголема самостојност, обвинителите да се вооружат со докази, а не да работат под притисок на јавноста и да се интервенира во успехот на обвинителството за гонење на организиран криминал кој наликува како да сме Северна Кореја. Долг е списокот со очекувањата на дел од правната фела од новиот државен обвинител. Адвокатот Сашко Дуковски е пријатно изненаден од владиниот предлог за државен обвинител, судијата Ненад Савевски. Тој очекува многу од него и верува дека Савевски ќе има намера и волја да среди многу работи во обвинителството. Дуковски е убеден дека ако Савевски го земе кормилото, законот ќе важи за сите, а не како досегашната пракса, луѓе со пари излегуваат од притвор уште за време на истрага. Очекувам да конечно се отворат предметите за модуларната болница, кои што беа и тоа како затешкувани во овие неколку години и предметот, иако слушнав дека имало јавна обвинителска одлука за тоа, во рамките на законски дозволените мерки, предметот за бонусите на СЈО. Тоа се моите очекувања. Уште еднаш да повторам, се работи за изузетно чесен и многу писмен правник со долгогодишно искуство. Адвокатот Дуковски очекува дека Савевски ќе отвори истраги за предметите за кои има огромен јавен интерес, а документите фаќаат прашина во фиоките на обвинителството. Објаснува дека Савевски е искусен правник, бил обвинител и судија, па многу солидно ги познава сите фази од кривичната постапка. Собранието закажа пленарна седница за 18 март, на која пред пратениците ќе биде предложен Ненад Савевски за избор на државен обвинител. Инаку, кариерата на Савевски во правосудството се развивала постепено. Започнал како судски приправник во Основниот суд во Гостивар, потоа работел како стручен соработник, а од 2009 до 2016 бил јавен обвинител. Од септември 2016 е судија во Кривичниот суд во Скопје, каде работи на предмети од кривичната област, вклучително и организиран криминал и корупција. Во изминатите години бил и предавач на Академијата за судии и јавни обвинители. Во трката за државен јавен обвинител имаше 5 кандидати. Советот на јавни обвинители на 17 февруари даде позитивно мислење за четворица, веде државната обвинителка Анита Тополова Исајловска, обвинителката Ленче Ристовска, судијата Ненад Савевски и обвинителката Лидија Рејчевиќ.